Благодарам, почитувани пратеници, почитувана колешка Мира Стојчевска. Не знам каде да почнем врска со репликава, би кажал неколку работи. Значи, прво, ова што го слушнавме тука, тоа е писмо на намери. Ова не да е далеку од реализација, туку е дискусија од светот на бајките. Значи, од светот на бајките, каде што Зоран Заев ни велеше ќе донесе чист воздух, каде што Шилего велеше ќе го реши воздухот, каде што велевте дека лекарите ќе имаат 100.000 денари плата, каде што им велевте на луѓево дека ќе има по еден вработен од секое семејство, па едниот ќе има 30.000 денари, па другиот имаат исто 30.000 денари, па ќе имаат 60.000 денари, па сите во Македонија ќе одат на одмор и така натаму и така натаму. Каде што премиерот ни велеше не ми ја чепкајте македонската жица, а не се што не е чепната, искршена е, исечена е, патосирана е македонската жица и така натаму и така натаму. Господјо Мира Стојчевска, ако вие навистина ги реализиравте сите овие проекти кои што ги набројавте, па ние во Македонија немаше да имаме доволно градежна оператива. По ова што ми го набројавте, ако во моментов се гради толку, по во Македонија немаше да има слободен багер. Не во Македонија, ке требаше пола градежна цела механизација од цел Балкан ке требаше да дојде во Македонија само да гради. Па на 100 метра ке имавме така кранови, а немаме. Што имаме во моментов, господјо Мира Стојчевска? Ние во моментов во Македонија имаме ситуација каде што оваа година и претходната 2017 заради стопирање на проектите во градежништвото ни е во слободен пад од 30%. Хирошима. Значи, атомска бомба врз Македонија да паднеше, не дај Боже, немаше толку да падне градежништвото како што паѓа сега. Господјо Мира Стојчевска, на вистина да се реализираше ова сето во Македонија што некој го напишал, а вие не сте го провериле, па немаше да имаме ситуација еден куп градежни работници и илјадници да не заминат по Германија, по Шведска, по Италија, по Австрија. Во моментов имаме невиден екзодус на градежните работници од Македонија, затоа што се сопреа големите градежни проекти во Македонија. Затоа што имаме мизерни 27% реализација на капитална инвестиција помина годината. Па ние сме имали и кризи, и војни, и рецесии, па реализацијата било 80-90%. А сега имаме 27% реализација на капитални инвестиции, тие кои што тука ги прочитавте. Јас тие патишта што сте ги набројале, сум ги возел. Па не е вистина, благо кажано, не е вистина тоа што го кажувате. Кога ќе ви праќаат материјали, нека внимаваат што ви праќаат. И кога ви праќаат и пишуваат, нека пишуваат макар минимум со усул. Макар минимум со усул. Ова се дискусија од светот на бајките, луѓе. Имаме најлоша, најслаба економија во моментов во Европа, најмал раст на БДП од 50 земји. Претходно, во текот на 10 години Македонија беше во топ 3 земји по раст на БДП. Во топ 3 земји по раст на БДП. Со отварање на фабрики секој месец-два. Сега што се отвори? Се отвори една обична сендвичара за пилешко месо. Толку, ништо друго. KFC се отвори еден ресторан за брза храна. Имаме ситуација, почитувани присутни, во делот на патиште и градежништвото, каде што оваа влада претходно со години, 5 години им фати пења устата, дека е скап, прескап, ужасно скап и така натаму патот од Охрид до Кичево. 400 милиони евра велеа дека е тоа криминално, катастрофа, ужас и така натаму. 400 милиони евра биле многу. Што прави оваа влада под наводници домаќински, а во реалноста корумпирана, вели не 400 милиони евра, 600 милиони евра ќе чини тој пат. 50% зголемување на трошоците. 600 милиони евра. И тие дополнителни 200 милиони евра. Оваа влада ги троши без тендер. Без тендер. 200 милиони евра дополнителни ќе ги потрошат без тендер. Скандал. Потенцијал за корупција. Ужас.
Значи 400 милиони биле скапи, криминални, ужасни, најголеми во историјата и се тие велат, што ќе направат? Ќе заштедат. Кај е заштедата? Него намалија патот од 400 милиони на 300 милиони, велат, ајде уште 200 милиони евра. Буквално катастрофа. Апелирам до вас, почитувани присутни, уште еднаш. Ајде да го изгласаме овој мост, кој што е важен за 600-700 илјади граѓани на Скопје. Мост кој што ќе ги поврза општините Аеродром, Газибаба, Центар, исто така и Чаир. Овој важен мост е исто така важен и за граѓаните на околните општини, важен и за граѓаните на Карпош, за граѓаните на Илинден, Петровец, Зелеников, важен е за цело Скопје и цела Македонија. Тоа е во близината на меѓуградската автобуска станица. Значи, ајде да направиме еден проект, ајде да ја бајпасираме неспособноста на најлошиот градоначалник во историјата на Скопје, Петре Шилегов. 85% од граѓаните се незадоволни од неговата работа. Нема еден пратеник, почитувани присутни, еден пратеник од СДСМ 3 месеци наназад, кој што ќе каже еден добар збор за Петре Шилегов и ќе каже работи човекот, тоа направи. Нема што да се каже. Имаме фијаско на градоначалникот на СДСМ во главниот град Скопје. Имаме фијаско на градоначалникот на Аеродром Златко Марин, кој што и самите членови на СДСМ се откажуваат од него и велат, немаме што да кажеме, немаме муабет, што да реплицираме. Имаме фијаско на градоначалникот на Центар, за Газибаба не знам веќе што да кажем. Значи, ајде да се бајпасира неспособноста на локалната власт на СДСМ, таа неспособност се гледам и во Битола, таа неспособност се гледам и во Прилеп, таа неспособност се гледам и во Тетово, таа неспособност ја гледаме и во Штип, ја гледаме секаде во Радовиш, да не набројувам. Ајде преку проектите на централната власт да се бајпасира неспособната власт на СДСМ на локално ниво и граѓаните да видат аир од проектите. Да видат аир и во Источна Македонија, да видат и во Западна Македонија, и во Скопје, и во Поврдаријата, и во Пелагонија, секаде, ни цела Македонија. Да видат аир и македонците, и албанците, и турците, и србите, и ромите, и бошњаците, и власите, и христијаните, и муслиманите. Она што ќе се направи е добро за сите. Ве повикувам, иако владата на Зоран Заев рече, амандманот не се прифаќа, не ќеме да се гради мост, ние како пратеници да дигнеме рака, да кажеме за, да го изгласаме овој мост и да почне изградбата. И на Македонија, и на Скопје, и на градежништвото, и на економијата, и требаат вакви проекти. Ке го намалиме и загадувањето. Ке го намалиме загадувањето затоа што ќе има помали гужви во Скопје. Ете, тоа е тоа на кое што сакам да ви го порачам. Нека се одважат пратениците на СДСМ, нека гласаат за овој добар амандман, кој што апсолутно е подржан од огромно мнозинство на граѓани и да упатиме една добра порака кон граѓаните. Благодарам. Благодарам, бидејќи никој не